Слово 21. За многообразната суета. Некои имаат обичај за суетата да пишуваат во посебна глава, одвоено од гордост. Заради тоа и велат дека основни и главни гревовни помисли има 8. Меѓутоа, Григорий Богослов и другите набројуваат 7. Со нив и јас повеќе се согласувам, зашто кој може да биде обземен од гордоста ако успее да ја совлада суетата? Разликата меѓу овие страсти е само толкава колку што е по природа разликата меѓу дете и возрасен човек, меѓу пченицата и лебот. Суетата е почеток, а гордоста крај. Затоа сега накусо ќе кажеме нешто за нечестната вообразеност, почетокот и полнотата на страстите. Зашто оној што би сакал за тоа да философира надолго, личи на човек кој што залудно се обидува да ја одреди мерата на ветрот. Според својот изглед, славолюбието е промена на природата и изопачување на карактерот, свесно привидување на укор. Според квалитетот, тоа е растурач на трудот, уништувач на потта, крадец на ризницата, изрод на неверство, претходник на гордоста, бродолом во пристаниште, мравка на гумно, која, иако малечка, го разнесува сиот труд и плод. Мравката ја чека вршидбата на пченицата, а суетата чека да се натрупа богатството. Првата се радува затоа што ќе краде, а втората затоа што ќе растура. Духот на отчајанието се радува кога гледа како се зголемува злото, а славолюбието кога гледа дека се зголемува добродетелта. Зашто врата за првото се многобројните духовни рани, а за второто изобилниот труд. Внимавај и ќе видиш дека грозното славолюбие се до гробот се кити со фустани, мириси, придружби, аромати и друго. Сонцето сјае за сите без разлика, а суетата им се весели на сите добри дела. Например, суетен сум кога постам. Кога си го разрешувам постот за луѓето да не дознаат за моето воздржание, повторно сум суетен, зашто се сметам себе си за мудар. Суетата ме победува штом ќе се облечам во блескава облека. Но и кога ќе облечам партали, и тогаш сум суетен. Ме поразува кога ќе прозборам, а замолчам ли, таа повторно ме победува. Како и да го фрлиш на земја овој триболум, едниот врв останува вперен нагоре. Суетниот човек е христијанин кој обожава идоли. Тој мисли дека го обожава Бога, но всушност сака да им угоди на луѓето, а не на Бога. Суетен е секој човек кој што сака да се фали. Постот на суетниот човек останува без награда и неговата молитва без плод, зашто и едното и другото го прави заради пофалбата на луѓето. Славолюбивиот подвижник си нанесува себе си двојна штета. Прво, со тоа што си го истоштува телото, а второто затоа што не прима награда. Кој да не му се насмее на суетниот подвижник, кога што страста за време на богослужбата го поттикнува понекогаш да се смее, а понекогаш пред сите да плаче. Господ од нашите очи често ги сокрива и оние добродетели што сме ги стекнале. А човекот што не фали, или подобро кажано не расипува, со својата пофалба ни ги отвора очите. Но штом ќе ни се отворат очите, од нас исчезнува нашето богатство. Ласкавецот е служител на демонот, водич на гордоста, истребувач на умилението, рушител на добродетелите, заводник. Оние што ве фалат, ве мамат, вели пророкот, спореди Исаија 3.12. На возвишените луѓе им е својствено благородно и радосно да ги поднесуваат навредите, а на светите и преподобните пофалбата да ја примаат без штета. Гледав како луѓето што имаа плач паѓаа во јарост кога ги фалеа, и така како на панаѓур ги трампаа страстите една за друга. Никој не знае што има во човекот, освен духот човеку. Спореди прво послание до Коринтијаните 2.11. Затоа нека се посрамат и занемат оние што би сакале да не фалат в лице.
Штом ќе слушнеш дека твојот ближен или пријател рекол за тебе нешто лошо во твое отсуство, покажи колку го сакаш и пофали го. Голема работа е да ја симнеш од себе пофалбата човечка. Уште поголема е да се ослободиш од пофалбата демонска. Смиреноумие не покажува оној што зборува лошо за себе. Кој не е во состојба да се поднесе самиот себе си? Туку оној кој што ја поднесува навредата од друг човек, така што да не ја намали својата љубов кон него. Забележав како демонот на суетата му уфрла помисли на еден брат, па му ги открива на друг, поттикнувајќи му да му каже на другиот што му лежи на срцето, за овој да го прослави како прозорливец. Се случува овој злосторник да се допири до телесните органи, за да предизвика во нив треперење. Не обрнувај внимание на него, кога во тебе предизвикува желба да станеш епископ или игумен или учител. Тешко е да го избркаш кучето од тезгата на која се продава месо. Кога ќе видиш дека известни луѓе дошле до некое мало спокојство, тој веднаш ги наведува од пустината да преминат во светот, велејќи: оди да ги спасиш луѓето што пропаѓаат. Поинаку изгледа животот на етиопјанинот, а поинаку неговата статуа. Поинакво е славолюбието на оние што живеат во општежитие, а поинакво на тие во пустината. Суетата ги побудува славолюбивите монаси да ја очекуваат посетата на светските луѓе и да им излегуваат во пресред на оние што доаѓаат. Ги учи да паѓаат ничкум пред нивните нозе и преполна со гордост таа се облекува во смирение. Го истенчува држењето и гласот и гледа во рацете на посетителите дали ќе добие нешто од нив. Ги нарекува свој господари и заштитници кои што по Бога живот даваат. Додека седат на трпеза, таа ги побудува да се воздржуваат, а кон подчинетите да бидат остри. На богослужбите мрзливите ги прави ревностни, оние што немаат глас, добри пеачи, поспаните бодри. Му се додворува на канонархот нарекувајќи го отец и учител, но само дури не си отидат гостите. Суетата ценетите монаси ги прави горди, а понижуваните злопамтливи. Славолюбието често станува причина на срам наместо чест. Зашто тоа на своите разјарени ученици им нанесува голем срам. Суетата ги прави гневливите кротки пред луѓето. Таа оди многу лесно со природните дарови и со нив често ги надвладува своите покајани слуги. Видов еден демон како го навредува и го прогонува својот брат. Имено, во една пригода еден монах се налути, но наидоа несветски луѓе. И тој бедник премина од гнев на славолюбие, зашто не можеше во исто време да и пробува да двете страсти и на двајцата демони. Бодахот што стадал роб да суетата води двоет живот. Одда двор бодашки, а во душата и во мислите светски. Ако усредно се трудибе да му угодибе да Бога, секако ќе вкусибе и од небесната слава. А оној што ќе вкуси од неа, ќе ја презира секоја земна слава. Би се чудел имено кога некој би ја презрал вторава пред да ја вкусил првата. Ограбени од суетата, ние често се свртуваме и крадеме од неа сабата. Су гледал луѓе кои што духовниот подвиг го почнуваат од суета. И иако почетокот им беше порочен, крајот излезе пофален, зашто духот се измени во нив. Кој се фали со природните дарови, например со остроумност, бистрина, читање, говорништво и со се слично што сме го добиле без труд, никогаш нема да стекнат природни добра. Зашто неверниот и во многу и во малку е неверен и суетен. Спореди Лука 16:10. За да постигнат крајно бестрастие и богатство на даровите, сила на чудотворство и моќ за предвидување, некои луѓе залудно го истоштуваат своето тело. Тие кутрите не знаат дека мајка на тие добра не е трудот, туку над се смирението.
Одој што бара дарови за својот труд, полага опасен темел, а одој што себе си се смета за должник, ќе прибиде очекувано и ненадејно богатство. Не слушај го овој извеан што ти советува да ги објавуваш своите добродетели за полза на слушателите. Каква корист има човекот ако го придобие целиот свет, а на душата своја и запакости? Спореди Матеј 16:26. Ништо толку не е во состојба да ги поучи оние што гледаат, како што можат смиреното и искреното однесување и збор. Зашто тоа и на другите ќе им послужи за пример дека со ништо не треба да се гордееме. А што може да биде пополезно од тоа? Еден прозорливец би раскажа што видел во некоја пригода. Додека со останатите браќа седев во манастирската одеја за Синаксис, дојдоа демонот на суетата и демонот на гордоста и седнаа покрај мене, едниот од десната, а другиот од левата страна. И првиот почна да ме боцка во ребрата со својот славолюбив прст, наговарајќи ме да кажам нешто за известни виденија и подвизи што ги има во пустината. Но што туку се куртули во него велејќи: нека се одвратат и засрамат оние што ми кројат зло. Спореди Псалм 39:15. Демонот што седеше од мојата лева страна ми рече на увото: браво, одлично правиш, стана голем зашто ја победи мојата безобразна мајка. Тогаш се свртев кон него и ги изговори зборовите на следниот стих: да се вратат посрамени оние што ми велат одлично, одлично направи. На моето прашање како то суета ти е мајка на гордоста, тој ми одговори: пофалбите превознесуваат и ја издигаат душата. А кога таа ќе се понесе, тогаш ја обзема гордоста, која вознесува до небото и низведува до адот. Постои слава што доаѓа од Господа. Ќе ги прославам оние што ме прославуваат мене, вели. Спореди Прва книга Царства 2:30. А постои и слава што е последица на демонската препреденост. Тешко вам, вели, кога луѓето ќе почнат добро да зборуваат за вас. Спореди Лука 6:26. Првата јасно ќе ја препознаеш кога на човечката слава ќе почнеш да гледаш како на нешто што носи штета. Штом ќе се отстраниш од секое неизино лукавство и ќе го скриеш својот богоугоден начин на живот каде и да одиш. Втората ќе ја препознаеш по тоа што кога и најситната работа ја вршиш за да ја видат луѓето, спореди Матеј 6:5, таа валка да суета не учи да ја глубиме добродетелта што ја немаме, наведувајќи ни ги зборовите, така да засветли светлината ваша пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела. Спореди Матеј 5:16. Господ често ги преобразува славолюбивите во неславолюбиви со помош на нешто срамно што ќе ги снајде. Почеток на неславолюбието е молчењето и отвореноста за навредите. Средината, отстранувањето на сите мисли што се проткајани со славолюбие, а крајот, ако тој океан воопшто има крај, трудот без најмалку стеснување да го вршиш она што ни нанесува штета, а при тоа да не ти е ни најмалку срам. Не го кри својот срам под изговор дека предизвикуваш соблазни. Впрочем, може би овој лек треба да се употребува според тоа за каков срам се работи. Кога бараме слава и кога таа не барана, ни се укажува од страна на други луѓе, или кога од славолюбие ќе се зафатиме со некои подвизи, да си спомнеме за својот плач и веднаш да помислиме на оној страв и трепет со кој што стоеве пред Бога во нашата молитва во осама. Така без сомнение ќе изгониме безсрамната суета, дотолку повеќе ако се погрижиме да стекнеме вистинска молитва. А ако не помогне ни тоа, да се подсетиме веднаш на смртта. Во случај ни тоа да не помага, тогаш барем да се уплашиме од срамот што ја следи суетата. Зашто
Секој што се превоздесува ќе биде понизен. Спореди Лука 14:11. Секако и овде, уште пред идниот век. Кога нашите пофалувачи, или подобро речено расипувачи, ќе почнат да фалат, веднаш треба да се сетиме да своите многубројни беззаконија, па ќе видиме дека сме недостојни за она што го велат или прават за нас. Меѓу славолюбивите луѓе, секако има и такви на кои што Бог им услишил некои молби. До нивните молитви и просби Бог обично ги спречува, за да не станат уште повообразени заради нивните услишени молитви. Простодушните луѓе обично не се многу подложни на дејството на овој отров, зашто суетата ја исклучува простодушноста и предпоставува лицемерен живот. Често се случува црвот кој достигнал одредена возраст да добие крила и да летне во височините. Така и суетата, кога сосем ќе се развие, ја раѓа гордоста, тој почеток и крај на сите зла. Кој е без оваа болест, се наоѓа блиску до спасението, а оној што не е, уште е далеку од славата на светите. Скалило 21. Оној кого што суетата не го уловила, нема да западне во безумната гордост, толку мрска на Бога.